чекайте, фейк ньюс на крај да ја ставиме. Повелете со. Филипче станува се попараноичен, не може да му се постави ни најнормално прашање, особено не од ТВ Алфа, а тој да не влезе во неконтролирана канонада на навреди, клевети, па дури и закани. Отиде до таму што на новинарите им порача дека ќе мора да доаѓаат на баци рака и да му се извинуваат, а уредниците во телевизијата ќе одговарале, откако во наводници тој ќе ги ослободил медиумите, како и зошто не кажа. Добро, видите, вие сте медиум кој што и тоа како ја одработивте оваа тема дека јас сум убиец. Мене рекојавте Менгеле и така натаму. И ќе ги повторам нешто што ви кажав пред повеќе месеци. Кога ќе се ослободат медиумите после следните избори, кога граѓаните ќе ни ја дадат довербата и ќе ми ја вратиме власта во нивни раце, дел од вашите колеги со вас на чело ќе се извините, а вашите уредници кои што учествуваат во целокупниот овој процес на дефокус, на ширење лажни вести и на клевети ќе одговараат. Пренесете им го тоа. Ова е одговорот на најобичното прашање дали го повикале како сведок во случајот модуларни болници. Очигледно на лидерот на СДСМ главни виновници за катастрофалниот личен и партиски рейтинг, поради кои се плаши од предвремени избори, му се медиумите кои не се под негова контрола. Повторно се сврте кон теории на заговорот, типот на Орбанови мрежи, иако пред само неколку месеци ликуваше по промената на власта во Унгарија. Сега списокот го надополни со медиуми од Србија, па не му е само Орбан проблем, туку и Вучич. И притоа сака да го заматат јавниот простор, затоа што кога ќе нема вистината, кој победува на изборите, кога и да бидат. Тие што имаат медиуми, како што се Орбановите, а сега дополнително се бара помош од Србија, да се окупира медиумскиот простор, да се целосно стави под контрола и тие што имаат пари, кој има пари? Криминалната група на Христијан Мицкоски. Ова не му е прв пат на Филипче и неговата партија директно да удираат по нашиот медиум. Пред 4 месеци бомбастично најавија кривична пријава за наводно незаконско финансирање на телевизијата, од која секако нема ништо. Пред 3 месеци пак најавена беше и кривична поради објавената златна виза на Венко Филипче, но и од неа нема ништо. Но тоа не е ништо ново во владењето на оваа партија. Нашиот медиум секојдневно беше домаќин на финансиските инспектори кои има увид во целата документација за финансиското работење. Алфа беше жртва и на хајки кои ги водеше тогашното СЈО предводен од правосилно осудената за криминал Катица Јанева, но и при контролите на специјалните обвинители не беше пронајдена никаква дамка во работењето на телевизијата.